250 пензионери со ниски примања од Куманово, Липково и Старо Нагоричане користат бесплатен градски превоз 2 дена во неделата. Председателот на Сдруженијето на пензионери Куманово, Благе Јакимовски, посочува дека засега интересот за оваа бенефиција на пензионерите е слаб, веројатно заради пандемијата. Сите пензионери кои што имаат пензија испод 11.000 денари да дојдат во Сдруженијето и ќе им дадеме карти. Сега, што уште треба? За да се оствари ова право, треба да донесат фотокопија на лична карта и чек од пензија да се извадат од банка. До сега има подигнати околу 250 пензионери кои што веќе ги користат овие карти. Ние ги замолуваме, ние сме изненадени што има мал број. Затоа што, кога делевме во мај оние ваучери, тогаш имаше 750 и остана, не дадовме на сите затоа што толку имавме, 750. Сега еве ги нема. Веројатно влијание има и овој пандемијата COVID-19, што пензионерите, бидејќи се најкритична група, го избегнуваат веројатно автобускиот превоз. А и сведоци сме дека и линиите веројатно овие автобуси се редуцирани и дека многу не се возат луѓето со градскиот превоз. Одлуката за оваа бенефиција за пензионерите ја изгласаа советниците на седница во јули месец. Општина Куманово првпат воведува бесплатен превоз за највозрастната категорија граѓани. Сдруженијето на пензионери Куманово брои 14.500 членови.